според мене, ова решение беше неуспешно. Неконкретните насоки на Министерството за образование и науки донесоа до тотален хаос во средните, така и во основните училишта. А имавме и добра комуникација со професорите и исто така добра меѓусебна комуникација. Онлайн наставата беше едно солидно решение за тоа. Учебната година заврши со учење на далечина. Сојузот на средношколци побара подобрување на онлайн наставата во случај на ново затворање на училиштата. Кои се поентите на средношколците? Државата даде предлог да ја искористиме апликацијата Zoom за понатамошни онлайн часови, нели? Според мене, ова решение беше неуспешно. Од една страна, затоа што професорите не знаат или не беа обучени како да ја користат таа апликација. Дел од нив, претпоставувам, постарите не знаат ни како да го искористат интернетот, а од друга страна, учениците не беа сериозно настроени кон целата ситуација. Како одговор на првото прашање, националната платформа која што беше создадена за далечинско учење, воопшто не се употреби во нашето училиште во периодот од април до јуни. Сметам дека тоа беше затоа што професорите не беа спремни да ја префрлат наставата на оваа платформа, а од друга страна пак неконкретните насоки на Министерството за образование и науки донесоа до тотален хаос во средните, така и во основните училишта. Од двумесечното искуство што го имав со учењето од далечина, можам да заклучам дека на нас матурантите ни излезе во пресред, бидејќи сметавме дека на тој начин ќе имаме повеќе време да се подготвиме за матурата која што сметавме дека ќе се одржи, а што се однесува на извршувањето на обврските во врска со предвидениот материјал за полугодието, се помина во ред, бидејќи не бевме изложени на толку голем притисок, имавме прилично многу време за извршување на истите, а имавме и добра комуникација со професорите и исто така добра меѓусебна комуникација. Најпрво, треба да напоменеме дека никој од нас не очекуваше ваква ситуација, а уште помалку ја предвидовме истата. Сигурна сум дека и професорите ќе се согласат дека заедно не бевме подготвени за вакво нешто, а од друга страна пак имавме премногу материјал што требаше да ни биде предаден со цел да заврши учебната година. Токму поради тој факт сметам дека онлайн наставата беше едно солидно решение за тоа. Но од друга страна пак можам да со сигурност да кажам дека не беше најуспешно изреализирано сето тоа. Може би постоеше некој пропуст или дупка во системот, бидејќи на почетокот ние не можевме да се поврземе најдобро со професорите и токму поради тој факт не беше многу сериозно сватена работата. Заинтересираноста помеѓу учениците не беше голема за користење на апликацијата Zoom, што може да се потврди со големиот број на ученици кои што не беа присутни на часовите. Не само во моето училиште, туку и во другите средни училишта. Бонус беше тоа што имавме многу повеќе време за извршување на задачите, а воедно имавме и повеќе време да се посветиме на самите себе си и можевме малку да се одмориме од стресот кој што ни го причинуваше училиштето. Онлайн наставата почна да се практикува неколку недели по завршувањето по затварањето на училиштата, односно кога свативме дека ситуацијата е многу сериозна и не можеме да продолжиме да одиме во училиште. Од тогаш можам да кажам дека до денес имавме проекти, секојдневно проекти или домашни задачи кои што ни ги испраќа професорите, па така можам да кажам дека многу често ја користевме онлайн наставата. Најчесто ја користевме платформата Google Classroom, преку која ни испраќа задачи за изработка и одредено време за кое што треба да ги изработиме. Ние ги изработувавме, ги прикачувавме и имаше опција тие да ни ги оценуваат.
Ако нашата држава дозволи да ние внесеме новитети како онлайн учењето и поголема искористеност на интернетот во образованието, тогаш се потребни и други активности кои што треба да се превземат пред да се имплементира овој начин на учење. Професорите треба да се обучат, децата треба да имаат поголема пристапност до интернетот, односно да имаат можност државата да им обезбеди интернет, дали во домашни услови или во училиштето. Што би додал? Би додал на платформите да бидат заштитени за податоците на учениците и професорите. И исто така да има систем каде што ќе може да се гледа колку често присуствуваат учениците на часовите, исто како што во редовно има оправдани и неоправдани. И исто така колку редовно ги одржуваат часовите професорите. Со тоа така ако учениците не присуствуваат, тие се казати, па така и ако професорите не присуствуваат, и тие да имаат некоја одредена казна. Се користеа други апликации или социјални мрежи на кои што нашите професори ни праќаа нормално домашни, ние ми го испраќавме одговорот. Таква апликација или платформа е Classroom или Messenger или Viber. Други платформи кои што ги користевме во нашето училиште беа Cisco Webex, Zoom и Google Classroom. Иако тие се лесно достапни и ефективни, сепак си имаат своји мани. Првата мана е ограниченото време трајање на 1 час, односно тоа би било 40 минути, и доколку би сакале да допрашаме или нешто не ни било јасно, ќе мораше сите дополнително да се вклучуваме повторно и тоа беше малце покомплицирано. И втората мана беше затоа што не беа заштитени податоците на учениците и на професорите. Сепак, помалце користена платформа беше Zoom, иако сметам дека тоа беше најдоброто алтернативно решение или најдобрата замена за класичниот час кој што го имаме во училиште, ние не ја користевме толку многу. Големата незаинтересираност на учениците е резултат на немањето вакво учење во текот на целата година, односно во целост на школувањето. Па би можела да кажам дека ваквото онлайн учење треба да се имплементира во образовниот систем во нашата држава. Сметам дека далечинското учење треба да се воведе во редовното образование, но не целосно, делумно. Како сметам дека тоа би се вовело? Сметам дека би се искористило за консултацијски часови. Тоа значи дека 2 пати месечно или 3 пати месечно секој професор да има обврска да одржи час за консултации каде што учениците ќе можат да кажат што не им е јасно и што сака дополнително да објасни професорката, без потреба од физички контакт, бидејќи тоа ќе се одвива на некоја платформа. Што се однесува на учењето од далечина, сметам дека ако малку повеќе се подобри и се подобрат некои аспекти, целосно може да се имплементира во образовниот систем, но сепак ќе треба повеќе време и ова е нешто што не потекна сите нас да научиме нешто ново и затоа е добро, но сепак ништо не може да го замени физичкото присуство на часовите и работната атмосфера во училницата, заедно со дружењето и социјализацијата, која што играат важна улога во животот на еден ученик. Со цел да се воведе ваквото образование или онлайн наставата во секојдневното школување, сметам дека најпрво треба да се направи една обука, не само за професорите, туку и за нас децата, за да се запознаеме со некој подобар начин или принцип на работа, со цел да се постигне посакуваниот ефект. И секако, зошто да не, сметам дека би било само еден плюс во нашето образование целото воведување на онлайн настава. Што ќе биде во новата учебна година, ќе покаже развојот на пандемијата. До тогаш, средношколците се надеваат на нормализација и поефикасни решенија.